Еден од суштинските проблеми кои го кочат развојот на оризопроизводството во Македонија е наводнувањето и тоа од сите негови аспекти. Отворениот модел за дистрибуција на вода за земјоделските површини преку хидросистемот Брегалница е решение од минатиот век и предизвикува редица последици кои негативно се одразуваат врз квалитетот и квантитетот на производството. Најдрастичен е случајот со наводнувањето на оризопроизводствените површини, испуштањето на водата од акумулацијата Калиманци се врши од дното на езерото каде водата е студена преку цела година. Таа преку магистралните канали со недозволено ниска температура стигнува до полињата и се насочува кон нивите. Земјоделските стручњаци велат дека растенијата доживуваат вистински шок во услови на летни температури на воздухот од над 30 степени Целзиусови, а на водата од само десетина степени. Студената вода ја забавува вегетацијата и ги поттикнува плевелите како поотпорни. Сето тоа како последица го има намаленото производство и лошиот квалитет. Не е без значење и тоа што со површинското наводнување се намалува ефикасноста на третирањето на посевите од плевели под одейството на вештачките ѓубрива, а факт е дека прелевањето на водата од една во друга нива со себе ги носи и плевелите, црвените зрна, просото и другите семиња. Земјоделците кои своите ниви ги наводнуваат од хидросистемот велат дека од искуство знаат од и првите ниви во кои водата влегува директно од каналите, секогаш доцни со вегетација, а некои остануваат и неожнеани. Пред 2 години на површина во Кочани беше тестиран опит оризот да се наводнува според системот капка по капка креиран од Турскиот научен институт. Земјоделските стручњаци велат дека на тој начин ќе се постигнат редица ефекти кои ќе придонесат за револуционерен развој на оризопроизводството како заштита на водата, ѓубрива и пестициди, заштита од плевели, добар квалитет и поголемо производство. За да се реализира проектот потребни се анализи, пресметки, проценки и се разбира многу средства.